Утрово во студио отвараме една сосема нова страница на забавата и угостителската сцена во Тетово. Градот доби место кое што не е само локал, туку концепт, доживување, исто така и еден нов стандард на Голд Фелиција Тетово. Најновиот кабаре простор кој што уште од првата вечер привлече огромно внимание од сите посетители и сите тие што ги следат нивните социјални медиуми. Имаме чест да угостам две дами кои стојат зад овој прекрасен проект. Елена Трајчевска, маркетинг раководител на КС групацијата, и Дијана Војновска, менаџер на Голд Фелиција Тетово. Добро утро и добро дојдовте во нашето утринско шоу. Добро утро, благодариме на поканата и поздрав до сите гледачи на Алфат телевизија. Добро утро, мило ни е на поканата. Се надеваме дека ќе имаме добро време поминато во утринската емисија на Алфат. Јас сакам да ги потсетам сите наши гледачи дека на 26 ноември беше големото отварање на најновото кабаре, или да кажам втората локација на најпознатата кабаре сцена во Македонија, која што сега се наоѓа во Тетово. Првично сакам да дознавам како поминавте, како беше атмосферата, и после ќе збориме за се што нудите како плюс од првата локација. Така, морам да признаам дека самиот настан отварањето ги надмина нашите очекувања. Тетовчани не дочека еуфорично, со една позитивна енергија, со преполн ресторан, со позитивни емоции, што навистина само го потврдува она што ние го нудиме како концепт, дека наидува на многу позитивен прием. Тоа многу ми е мило, уствари, и јас бев поканета, но за жал имав многу врски, имав многу снимање и не можев да ве посетам, ама сигурно ќе ве посетам некој друг за друга прилика. Но што би издвоиле како највпечатлив момент од самото отварање? Секако магичниот настап на нашето гламурозно кабаре шоу. Препотнатлив белек на Голд Фелиција Битола и емотивниот импакт врз гостите кои што прв пат го доживеа ова ново искуство. Сакам малку и да зборуваме за искуството што го носите од Голд Фелиција Битола. Ако не сгрешам, веќе долго години работите во Битола и сте присутни со највпечатливи интересни шоуа, морам ова да го кажам. Имаме исто така инсерти да видиме од големото отварање во Тетово, но и во кој начин ова искуство ви помага во подготовката на тетовската локација? Голд Фелиција Битола веќе е 4 години со постоење. Согледувајќи ги сите оние искуства кои што ги имаме собрано во овие 4 години, одлучивме истото да го пресликаме во Тетово. Така да сета она енергија која што ја имавме во Битола, сакавме да ја доживее и тетовскиот регион, и пошироко, Гостивар, Скопје. Така, кабарето, како кабаре, сакавме да биде препознатливо и за тетовскиот регион, но, како што кажавте, ние имаме и други евенти кои што ги организираме во изминатите 4 години во Битола, така да ќе ни биде чест да ги видиме и на сцената во Тетово. Морам да признавам и да потенцираме заедно дека стварно наукниот живот во Македонија фали многу, баш ка последните години, и стварно нема доволни места каде што може да уживаш во различни шоуа, значи различни сцени, да видиме нешто поинтересно, поубаво од тоа што стандард го имаме во нашите локални, да кажеме, кафулиња што организираат и се потрудуваат на вистина да нудат нешто интересно, но сепак ова е целосно едно друго искуство и многу ми е мило што сега ни е поблиску од Битола. Сакам исто така да знам како ја започнавте редовната програма. Сега беше на 26 отварањето, што очекуваме, да кажеме, барем овој месец декември, каде што сите едва очекуваме да најдеме некоја прилика да излеземе од дома и да уживаме во некоја убава вечер.
Така, нашата програма веќе е во полнек. Постојано имаме организирано настапи и на бендови, и нормално на нашето кабаре. Заинтересираноста е голема. Секој ден носи нова енергија, се поголема заинтересираност, така да ги очекуваме сите слободно да не посетат и самите да го вкусат целото искуство. Целата енергија да ја доживеат лично. Така. Многу е важно кога ќе посетиме едно место да ги имаме сите. Значи од пијачките убави до храната, и сакам да потенцираме дека оваа локација е сосема поинаква од Битола заради тоа што не е само кабаре, туку нудите и нешто друго. Да спомнеме се, значи од кетеринг, од корпоративни забави. Да. Деловни состаноци. Значи, јас ќе се навратам само малце на агендата и ќе откријам дел, а останатото може и на социјалните мрежи да си го видат гледачите. Тука ни се Кукулеле, тука ни е Александра Јанева, Ѓоко Таневски и уште многу голем број на изведувачи, буквално четврток, петок и сабота е резервиран за многу изведувачи. Да, како што напоменавте, значи Голд Фелиција вратите ги отвара за сите оние кои што сакаат да вкусат храна, да имаат добра забава, да најдат катче за одмор и релаксација, така да се надевам дека и вашите колеги кои што беа присутни вкусија дел од она што имав ја припремено кујната на Голд Фелиција Тетово. Треба да се спомне дека во Тетово не е само кабарето, туку очекуваме и отварањето на спато. Јас тука сум повеќе заинтересирана. Што ќе има? Ќе имаме нешто поразлично од Битола секако, дека е малку поголем простор ако не изгрешам, но што очекуваме од новото спа на Голд Фелиција? Значи, покрај повторно прек да одиме на спато, ќе ве навратам на квалитетната и врвна храна што ја нудиме. Значи, гастрономскиот сегмент е дел од нашиот бренд и покрај внимателно креираните содржини во ресторанскиот дел, морам да го напоменам и да го надоврзам и сместувачкиот капацитет на нашиот хотел, а за многу скоро нашите содржини ги збогатуваме и со затворен внатрешен базен и комплетно опремен современ спа центар, за да заокружиме едно премиум доживување. Што значи дека кога ќе ве посетиме, треба да планираме барем една вечер да поминеме таму, бидејќи имаме многу работи што треба да ги искусиме, да кажам вака. Многу е важно кога станува збор за вакви големи организации, многу е важно тимот. Јас сум сигурна дека зад се ова стои еден голем број на луѓе кои што се трудат ден и ног да работат за да можат сите тие посетители да уживат во целата овој ексклузивен простор уствари. Кој стои зад организацијата и реализацијата на овој прекрасен обоен проект? Организацијата, односно тајната на успешната организација стои во добрата компактност и синергија на нашиот тим, нивната посветеност и страст кон работните обврски и секако големата поддршка што ја добиваме од КС групација Битола, на која сме многу благодарни, и се заедно споено во еден пакет нудиме навистина уникатно доживување, односно уникатна забава и врвен квалитет. Па можам да кажам дека немате конкуренција во барем во нашата земја. Елена, сакам да дознавам колку време ви траеше целата подготовка на целиот овој простор, евент. Мислам дека станува збор за многу голем обоем објект кој што сега веќе, да кажеме, ги почна првите чекори за историја. Вака ќе кажам, заради тоа што веќе во Битола знаеме колку е
тоа веќе стигнато во едно ниво каде што стварно сите што го имат посетено Голд Фелиција Битола знаат за што станува збор, но сега веќе имате еден простор уште малку поблиско до главниот град. Така. Временскиот период кој што ни требаше за подготовка беше прилично долг. Скоро оваа година цела се подготвувавме, но сепак сакавме отварањето, како што нагласивме дека имаме уште делови за отварање, да биде многу побрзо, за да можат тетовчани и регионот да уживаат во она што го нудиме. Тоа е најважно. Јас сум сигурна дека сите тие барем што ќе поминат еднашка, ќе се вратат сигурно за втор пат. Покрај забавата, познати сте како компанија со силна општествена одговорност. Што следи друго во ова поле? Така, значи, Голд Фелиција Битола во изминатите 4 години како дел од КС групацијата помага во сите сфери на општественото живење, образованието, културата, музиката, спортот и се останато, но едно од она што не одбележува се базарите од хуманитарен карактер, кој што ги организираме секоја година, веќе 4 години, сега на повидок ни е новогодишниот базар. Тие секогаш имаат за цел она што ќе биде собрано како средства да бидат донирани онаму каде што е најпотребно. Така да КС групацијата и Голд Фелиција Битола, а сега и Голд Фелиција Тетово ќе се придружат кон реализација на ваков тип на проекти. Тука е и детското караоке шоу, често знаеме да организираме забава за децата. Да, и тие верувајте дека се најпосетените евенти, како и од децата, така и од возрастните. Јас сум изненадена од она што децата се толку слободни да го земаат микрофонот во рака и да се качат на сцена без ни малку трема. Ние имаме трема, ние што сме малку повозрастни, што ја знаеме публиката, ја знаеме како работат медиумите, но децата се тие кои што стварно онака уживаат целосно и не гледат, како викаме ние, назад за тоа што веќе они реализираат. Раскажете ни нешто повеќе за стипендиите, исто така за помладите кои што вие ги поддржувате. Тоа е една нова гранка во општествената одговорност и она што сакавме да го направиме за младите, да им дадеме некој поттик. Како проект го започнавме пред 3 години. Имаме стипендисти кои што се од различен да речам карактер во однос на она што е факултет и се останато. Моментално имаме и вработени стипендисти. Само ќе се навратам како се нашите почетоци. Секој стипендист кој што сака да ни биде дел од КС групацијата, во тековната година зема 10 месеци стипендија, а 2 месеци платена пракса. Буквално, значи, стипендијата е 12 месеци во текот на годината. Така да ние ги вклучуваме директно во работниот процес. Пример, во секој сектор си имаме по еден стипендист, зависност како е одзивот на годината. Во оваа година имаме стипендист кој што веќе започна со работа, така да му го леснуваме патот на привикнување во секојдневното работење. Односно, процесот на работа му е многу полесен. Наместо да почне од нула, што би рекле, тоа веќе да бара работа, тој веќе е спремен да почне да работи во нашата компанија. Сега моментално и заврше конкурсот кој што го имавме испратено за стипендии, па веќе имаме интервјуа, така да ќе бидат објавени новите стипендисти за тековната година. Ова е нешто прекрасно и многу ми е мило што баш сте така една фирма, имате општествена одговорност кај тие што имат најмногу потреба од нас, кај студентите, а баш кај тоа што веќе им нудите и работа после студирање или во месеците кои што они можат да работат и да земат искуство, барем тие први чекори после студирање е многу важно и многу ми е мило што стварно работите во таа насока и што сте како да кажем, една рака
дека нудите без помош за сите тие што најмногу им е потребно. За крај, Дијана, сакам да дознам за локацијата, да видиме поточно за нашите гледачи, за сите тие што веќе дознават за Голд Фелиција Тетово, сакаат да ве посетат и за крај сакам да дознам за нова година што спремате, за сите тие веќе да направат гледачите да направат резервации, да се спремат да знаат точно каде ќе го поминат и новата година. Така. Прославата. Значи, нашата локација е лесно достапна. Се наоѓаме на автопатот Скопје-Тетово, веднаш до бензинската пумпа на Мак Петрол. Сакам да ги поканам сите гледачи да дојдат, да го почувствуваат секој дел што кај нас носи различно доживување и инспирира поинаква енергија. Се гледаме во Голд Фелиција Тетово, колешката од маркетинг. Да. Ќе понудиме многу забава, многу искуство. Резервирајте ги вашите места. Така да следете не на социјалните мрежи, таму ќе биде објавена е веќе програмата, така да ќе можат да си одберат дали сакаат денска забава, дали сакаат ноќна забава, дали со колегите сакаат да си го поминат времето во Голд Фелиција. Тука сум заинтересирана јас, да видиме со колегите. Корпоративната забава може да си ја поминат таму, така да повелете. Ви благодарам многу што бевте денеска заедно со мене и што најавивме прекрасни настани и прекрасен проект кој што ние во низ светот секаде што патуваме, сегаш одиме по кабаре, одиме по такви места каде што ни нудат едно искуство кое што не е секојдневна, а сега ми е башка многу мило што и во блиско до Скопје, во Тетово, се наоѓа најновата локација на Голд Фелиција Тетово и сум сигурна дека ако еднаш сите ние поминуваме барем едно такво искуство, ќе се вратиме сегаш за втор пат. Се надевам дека ќе ви имам уште еднаш во студија да зборуваме за новите организации што ги правите, а вас ви посакувам успешна работа, успешен почеток на сезоната. Благодариме и ве очекуваме да не посетите и лично да го искусите сето она што до сега го говоревме. За многу брзо време. Фала ви многу. Фала ви вас. Te dashur miq, ju arritëm edhe në minutat e fundit të këtij epizodi, ku patëm mundësinë të flasim edhe për hapjen zyrtare të kabares më të njohur në Tetov. Gold Felicia në Tetov është bërë hapja me 26 nëntor, mirë po ju tashmë mund ta shijoni një show dhe një eksperiencë shumë të veçantë e cila është shumë afër të gjithë nesh. Faleminderit shumë që keni qëndruar edhe sot me 9:11, si gjithmonë për duken time përkushtohet brendi i shumë dashur Mango nga Fashion Group dhe shihemi nesër dhe nesër nuk do të na mungon dritrojnë do ta kemi këtu në studio. Faleminderit shumë dhe mirëbeqje.